Петок, 27 септември, кратки вести во 12 часот. Владите на Македонија и Унгарија, предводени од премиерите Христијан Мицкоски и Виктор Орбан, во Охрид одржуваат заедничка седница на која и предходеше тет-а-тет средба на председателите на владите на двете држави. Мицкоски за средбата истакна дека била пријателска, а за Унгарија дека историски била држава партнер, што ги препознал македонските стремежи за независност и суверенитет. Политичките и економските врски меѓу нашите држави се продлабочуваат, а денешните средби само го потврдуваат нашето стратешко сојузништво, истакна Мицкоски. За попладне е предвидена прошетка на унгарската делегација низ Охрид и манастирот Свети Наум. Од денес Охрид и државата и формално ќе го добијат едно од најмодерните средно-стручни училишта во земјата, но и пошироко реконструираниот и рехабилитиран регионален центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски, вели неговиот директор Маријан Радевски. Модерни простории за образовна и стручна работа на учениците, кујна, кабинети, ресторан. Во рамки на центарот е и домот за сместување со вкупно 120 легла во 40 преуредени соби со комплетно нова инсталација, електрична и водоводна. Поради обемниот градежен зафат, наставата периодов наназад се одвиваше главно онлайн, но резултатите во воспитно-образовниот процес сепак не изостанаа. Утрово на еден од мостовите во Струга е поставен транспарент со порака до лидерот на ДУИ Али Ахмети. Се бара враќање на председателот Али Ахмети и барање за заштита на јазикот и знамето. Јасна порака која одразува грижата за зачувување на националниот идентитет стои во објавата на поранешниот министер за образование од редовите на ДУИ Јетон Шекири. Транспарентот доаѓа само еден ден по соопштената одлука за раздвојување на Република Македонија од Албанија на патот кон Европската унија. Се погласните несогласувања околу законот за бранителите и во време кога е се посилна реториката за поделби што не враќа многу години во едно минато време. Времето денес сончево и топло со умерена облачност, дува умерен јужен ветер, максималната температура во Охрид до 26 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.